да се докаже дека од P повлекува Q и R повлекува Q, следува P или R повлекува Q. Во оваа задача ќе дадеме директен доказ. И ќе искористиме директен доказ. Што е тоа? Ќе тргнеме од предпоставките, ќе стаснеме до заклучокот, користечни методите или правилата за заклучување. Впрочем, ќе направиме оно што го правиме во минатите задачи. Кои ни се предпоставките? Предпоставките ни се следни. P повлекува Q. Тоа е првата предпоставка. Втората предпоставка ни е R повлекува Q. Ова ни е втората предпоставка. Повторувам. Кај директните докази тргнуваме од предпоставките со правилата на заклучување, односно со дедукција, треба да стасаме до заклучокот. Тоа го правиме и на минатите аудиториски веќе. Како што кажам, треба да тргнеме од предпоставките, да стасаме до заклучокот. 3. Првата предпоставка ќе ја запишам со нејзината еквивалентна формула не P или Q. Ова е закон за замена на импликација. Исто така, од 4, втората предпоставка ќе ја заменам или ќе ја запишам како не R или Q. Пак искористив закон за замена на импликација. Овде направив закон за замена на импликација на 1, тука на 2. Понатака, ќе направам конјункција на 3 и 4. Штом се исполнети не P или Q и не R или Q, тогаш мора да исполнето и не P или Q и не R или Q. Што направив? Конјункција на 3 и 4. 6. Ајде да видиме што имаме. На 5 ќе примениме дистрибутивен закон. Ќе имаме не P и имаме не P или Q и не R или Q. Кај двете операции имам Q. Ако еден од операторите. Од оперантите се извинувам. Имаме не P и не R или Q. Ајде да видиме дали ова е еквивалентно на ова. Да, не P или Q, тоа е овај дел, и не R или Q, тоа е овој дел тука. Дистрибутивен закон на 5. Дали тука ја може да ја видите оваа импликација, односно заклучокот, тој што треба да дојде. Па ајде сега Де Морганови тука, негацијата кај овај дел да извадам пред загради. 7. Имаме негација на P, негација на P, тоа е што? Негација на негација од P е само P, знакот од И преминува. Или негација на не R е R. Или R имаме, или Q. Го препишам. Де Морганови закони на овај дел, пример. Де Морганови закони на 6. Дали овде гледате импликација. По законот за замена на импликација, но што имаме овде? Не P или R или Q. Како е законот што го користевме тука? P повлекува Q е еквивалентно со не P или Q. Така. Согласно тоа,
Ова може да се запише како P или R повлекува Q. Закон за замена на импликација во обратната насока на се. Закон за замена на импликација на седум. Конечно, стасавме до заклучокот. P или R повлекува Q. Уште еднаш, во оваа задача употребивме директен доказ. Што е директен доказ? Директен доказ е тргнуваме доказ, кај кој што тргнуваме од предпоставките со некакви логичко еквивалентни формули или со некаква дедукција, треба да стасаме до заклучокот. Тргнуваме од предпоставките, треба да стасаме до заклучокот. Тоа направивме во оваа задача.